Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото и отстапуваме минути и за темата на денот. Овој ден го започнавме за да го посветиме комплетно на здравието. Денес, како и секоја среда, разговараме со нашата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Денес би сакала да поразговараме на темата за витамините кои што спаѓаат во групата на Б витамини. Што всушност представуваат овие витамини? Па така, Б витамините играат многу важна улога во човечкиот организам. Учествуваат во преку 100 процеси во организмот, во создавање на одредени други коензими, ензими, во одржување на нервниот систем, во одржување на дигестивниот систем, во добро варење на храната. Исто така учествуваат во одржување на добар сон, во депресивни состојби исто така, помагаат исто така во одржување на видот, во кожата, косата, ноктите, за убавината. Во сите тие процеси секако се вклучени Б витамините, исто така во создавањето на црвените крвни зрнца. Има многу процеси во кои што учествуваат Б витамините и се многу значајни за организмот. Така, тие се класифицираат во неколку групи, односно се почнува од витаминот B1 па се до витаминот B12. Најчесто лекарите ни препорачуваат конзумирање на некој од овие витамини и тоа согласно со потребата која што ја имаме за тоа адекватен витамин. Па би сакала да започнеме со првиот, односно со витаминот B1 од групата на овие витамини. Што представува овој витамин и зошто ни е потребен во организмот? Па така, овие витамини, како Б комплекс ги наоѓаме или можеме да ги најдеме и поединечно, како B1 витамин, B2, соодветно на одредени потреби кои што се во тој момент или пак во случај на одредена болест. Секако дека B1 витаминот, јас би кажала некои побитни карактеристики за овој витамин, дека многу е значаен бидејќи учествува во одржување на ЦНС, во депресивни состојби, во создавање на црвените крвни зрнца. Секако дека учествуваат. Исто така B1 витаминот е многу значаен за одржување на сврзното ткиво, во создавањето на црвените крвни зрнца. Сето тоа, Тоа некаде се и болестите на срце, мислам дека. Така, го одржува нормалното функционирање на срцето. Во создавањето, на одредени хормони. Посебно е значајно за постарата популација, над 65 години, се смета дека имаат мал дефицит на овој витамин, па затоа ние во нашите аптеки Кајзер често им препорачуваме на овие пациенти да земаат Б витамини, B1 витамин. Исто така при трнењето на дланките и стапалата, тоа пецкање, трнење, што е карактеристично кај диабетичарите или кај слабата циркулација, секако тука се препорачува овој витамин. Така, во тесна врска исто така е, како што рековте, и со здравиот нервен систем. Како влијае на нервниот систем кај луѓето? Па учествува во одржувањето на миелинската обвивка, односно она обвивка што ги обложува нервот. Така да при дефицит на овој витамин се чувства на раздразливост, конвулзивност исто така може да се почувства при дефицит. Исто така може и да се манифестира со одредени кожни промени, како што се пукање на слузокожата обично од пределот околу усните, одредени дерматитиси, сето тоа се знак на дефицит од овој витамин.
Зошто непосредно по некој хируршки зафат или операција се препорачува исто така употреба на овој витамин? Секако дека после оперативните зафати се препорачува Б витаминот за побрзо зацелување на раните, после опекотини исто така се препорачуваат Б витамините. Така да за побрзо заздравување, нели, за подобар бенефит на човечкиот организам. Мислам дека накратко, да бидеме кратки, концизни и јасни, тоа би било за витаминот B1. Подиме на витаминот B2 или рибофлавин. Така. Овој витамин е исто така многу значен во создавање на тироидните хормони. Сите пациенти кои што имаат проблем со овој хормон се препорачува B2 витамин, кој што можеме да го најдеме во Б комплекс, не може само B2 витаминот да го најдеме, бидејќи учествува во метаболизмот на искористување на јаглехидратите од храната, исто тоа и снабдување на организмот со гориво, така да кажам, бидејќи јаглехидратите се нашето гориво во организмот, така да овој витамин B2 е исто така значаен, нели, за брзиот метаболизам. Исто така за катарактата. Сите пациенти кои што имаат проблеми со очите, со катаракта, се препорачува овој витамин да го земаат во поголеми концентрации. Така. Сега тука некаде се и главоболките, мигрените, најчесто им се препорачува на пациентите кои што доаѓаат со такви проблеми. Така, при мигренозните главоболки, тука секако дека Б витамините многу ќе им помогнат да ги намалат овие симптоми, а со тоа и зачестеноста на овие главоболки или на овие симптоми. Тука исто така би ги спомнала и сите препарати кои што земаат препарати за болка, тоа се аналгетици, да ги комбинираат со Б витамините, бидејќи ефектот секако дека болката ќе исчезне многу побрзо. Така. Влијае позитивно и на некои болести. Да кажеме, едни од тешките заболувања во денешно време, меѓу кои Алцхајмеровата болест. Така, при Алцхајмерова болест се препорачува B2 витаминот да се зема во поголеми концентрации. Како влијае на анксиозноста, депресијата и стресот? Ги намалува, B2 витаминот ги намалува овие несакани ефекти, да ги кажам, во човечкиот организам, така да во такви состојби се препорачува земање на B2 витаминот, односно може и на сите Б комплекс, сите Б витамини. Така. Колку е дозволеното количество на внес на овој витамин во организмот? Внесот, на овој витамин, ние дел го синтетизираме, меѓутоа дел мора да го внесеме, така да се во број во микрограми. Меѓутоа тие микрограми секако се многу значајни и тие мали количини се многу значајни за нормално функционирање во сите овие процеси, во одржување на сите овие витални функции во организмот, што се. Така. И кај овој витамин, како и кај некои други лекови, исто така важи правилото дека секогаш е пожелно да се внесе во точно определена мера или количина. Што предизвикува недостигот, а што пак преголемото внесување? Недостиг, на овој витамин се манифестира со појава на катаракта, со надразливост, конвулзивност, исто така со депресија, недобар сон, будење во текот на ноќта. Сите тие овие симптоми ги намалува, се знак за дефицит на овој витамин, меѓутоа доколку се внесе во поголеми количини, секако дека тоа нема никакви несакани последици, освен тоа што ги обојува урината, во бледо жолта, меѓутоа тоа е незначајно, бидејќи ако се внесе во поголеми количини, тој се изфрла преку урината, така да нема никакви несакани ефекти. Со самото тоа што е зголемена употребата на витаминот B2, во која храна најчесто го среќаваме? Најчесто ќе ги најдеме од животинско потекло, тука ни се месото,
из нутриците, така да кажам, значи црниот дроб, исто така во рибата, јајцата, млечните производи, секако и во житарките, значи житарките имаат доста од овој витамин. Така да се препорачува, значи ние многу пати досега зборувавме за здравата исхрана, секако дека тука Б витамините во оваа исхрана се многу значајни. Значи внесување на препарати од животинско потекло, а секако и од растително. Следува витаминот B3. Зошто пак тоа е важен? Така, B3 витаминот, ние и овој витамин ќе го најдеме најчесто во комбинација со другите витамини од Б групата, така да овој витамин е значаен бидејќи влегува во состав исто така на многу процеси, значи во комбинација со другите Б витамини, со пантотенската киселина, исто така учествува во создавањето, во одржувањето на нервниот систем, во создавањето на црвените крвни зрнца, во одржувањето, во искористување на јаглехидратите, односно хранливите вредности од организмот, претварање во нивна енергија, сето тоа значи во комбинација со другите Б витамини се за добро здравје на организмот. Така, зошто е важен за кожата? Некако се повеќе обраќаме внимание на кожата, сето тоа убаво да изгледа, па зошто се применува овој витамин? Па така, овој витамин за кожата, значи во одржување, во хранење на влакното, значи при упаѓање, значи на косата, исто така го храни коренот на влакното, во одржување нели при одредени дерматитиси, значи други заболувања, иритации на кожата, секако дека допринесуваат за да ја нахрани, значи кожата, ткивото и со тоа да обезбеди добро здравје. Сега го наоѓаме и во одредени препарати, во одредени креми, значи во концентрати, каде што во зголемена концентрација нели ефектот е многу побрз. Која е препорачаната доза за дневниот внес на ниацинот? Па на ниацинот, значи во микрограми ги мериме тие вредности, така да 50 микрограми е нормалната дневна потреба на организмот за овој витамин. Така. И сега, во која храна можеме да го најдеме овој витамин? Исто така во храна од животинско потекло, значи тука ни се месото, рибата, млечните производи и секако дека во житните производи, значи ги имаме сега во и како благи житни препарати и како солени, така да можеме да ги внесуваме преку храна. Меѓутоа, ако не се доволни, ако се манифестираат одредени болести, секако дека со суплементите можеме тоа да го дополниме. Така. И сега, предлагам да одмориме со една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото и продолжуваме со останатите витамини од Б групата. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот, односно за оние кои што подоцна се вклучиле, разговараме на темата за витамините кои што спаѓаат во Б групата. До каде стигнавме? Точно време е да позборуваме за витаминот B5. Така, овој витамин или витаминот на убавина, бидејќи ги одржува здрави ногти, здрава кожа, здрава коса, така да сите што имаат проблеми со кршливи ногти, со паѓање на косата, секако дека треба овој витамин да го земаат во поголеми концентрации. Како овој витамин ја користи глукозата? Па секако дека помага во искористување, значи на глукозата од организмот и обезбедување на енергија на нашиот организам, така да е значаен, значи во метаболизмот, во преработката и абсорбирање на хранливите материи, а посебно во искористување на глукозата. И затоа е значаен за диабетичарите, посебно да земаат Б витамини. Така, некои искуства покажуваат дека не е пожелно долготрајно користење на овој витамин. Колку е тоа точно?
Па не може, значи, да имаме некоја посериозни последици доколку се зема подолго време или доколку се зема во поголеми концентрации. Секако дека на организмот му е потребно, бидејќи ние доста од нашите резерви ги трошиме, така да нема некои позначајни последици. Секако дека може нешто да се манифестира, меѓутоа тоа се во обојување, значи, на урината или нешто такво минимално и незначајно. Во кој вид на храна најчесто се среќава изворот на овој витамин? Па овој витамин ќе го најдеме, значи, во јајцата, во млекото, во рибата, во месото. Значи, месото е многу богато со овој витамин. Тука, доколку, нели, за оние што се вегетаријанци или не конзумираат месни производи, секако дека ќе мора да ги надополнат овие витамини со одредени суплементи, бидејќи ние ги трошиме, нели, нашите резерви, така да мора и дел од овие витамини ги синтетизираме, меѓутоа дел и мора да ги внесеме. Така. Кога ќе се спомне името на следниот витамин, односно на витаминот B6, прво нешто што ни паѓа на памет и што најчесто сме го слушале дека се користи за депресија. Точно е дека овој витамин се користи при депресивни состојби, бидејќи помага во создавање на серотонин, односно хормонот на среќата. Така да во депресивни состојби секако дека ќе ни помогне, тогаш се зема во поголеми концентрации или 2 до 3 пати дневно и ни помага, значи, тие состојби да се надминат. Секако дека тука би го спомнала не само депресивните состојби, исто така неможење од недобар сон, односно несоница, исто така пред спиење, ќе ни помогне овој витамин, нели, да го надминеме тоа. Како помага во спречувањето на болестите кои се појавуваат кај срцето? Помага, значи, при тахикардија, односно брзо отчукување на срцето, бидејќи го одржува здрав нервен систем, секако и дека го регулира, значи, овие несакани ефекти кои што се јавуваат, и затоа се препорачува посебно кај пациенти со срцеви заболувања да го земаат B6 витаминот. Исто така и кај диабетичарите, бидејќи имаат ризикот оштетување на нервните завршетоци на нервите, секако дека B6 витаминот, односно сите Б витамини се им неопходни. Покрај терапијата што ја земаат за намалување на шеќерот во крвта, секако дека и плюс дополнителни Б витамини треба да ги земаат секојдневно. Посебно значаен кај оние пациенти кои што земаат, мислам, теофилин. Така, тоа се на пациентите со астма, значи астматичарите, во овој период, значи, каде што нивните симптоми се многу поизразени. Така, токму затоа да потенцираме. Така, треба да земаат B6 витамин, бидејќи им ги намалува симптомите и нападите на астма што ги имаат, така да за астматичарите ние препорачуваме како фармацевти поголемо земање во зимскиот период на B6 витамин. Жените кои што земаат контрацептивни средства, особено е важно. Така, за жените кои што земаат контрацептивни средства може да имаат намалено ниво на B6 витамин, бидејќи самите контрацептиви го спречуваат апсорбцијата на овој витамин, па затоа кај нив се препорачува дополнително внесување. Исто така и симптомите кои што се јавуваат во предменструален синдром, така болките, значи менструалните болки, се препорачува, значи, на овие жени да земаат поредовно, значи, витамин B6. Недостатокот на витаминот B6 или пиридоксин до што доведува? Па така, симптомите, значи, се на раздразливост, нервоза, значи одредени кожни промени, дерматитиси, значи сите тие манифестации се видливи и тоа се надополнува, значи со пукање на слузокожата. Сето тоа доведува, значи, слаби ногти, слабо паѓање на косата или алопеција, сето тоа доведува до слаб внес или слаба апсорбција на овие витамини. Ова е уште еден витамин од Б групата кој што спаѓа во витамините со многу голема употреба. Каде можеме да го најдеме вака во растително или пак животинско потекло?
Па така, од животинското потекло, како што рековме, и сите другите Б витамини можеме да ги најдеме во месото, млекото, јајцата, исто така од растително во житарките можеме да го најдеме овој витамин. Исто така, овој витамин е значаен во создавањето на црвените крвни зрнца. Значи, во препаратите исто така што се за анемија се додадени и Б витамините за да се надополни тој ефект во брзо создавање на црвени крвни зрнца. Кога сме веќе кај црвените крвни зрнца, да се надоврземе и да позборуваме за витаминот B12, бидејќи исто така неговата употреба е многу важна за овие еритроцити. Така. Овој витамин, значи, ние голем дел имаме складирано во нашиот црн дроб. Некаде имаме складирано резерви за 3 години. Меѓутоа, зошто ги имаме овие резерви? Бидејќи овој витамин учествува во создавање на генетскиот материјал, значи во делбата на клетките, во ДНК и РНК, во создавањето на ДНК и РНК молекулите, во делбата на клетките, кои што се секојдневно одвиваат во нашиот организам, и овој витамин е исто така многу значаен, затоа имаме и толку многу резерви од него. Секако дека овие, доколку не внесуваме во доволни количини B12 витамин, овој ќе се потроши и се јавуваат одредени промени. Може да имаат недостиг на B12 витамин пациентите со кронова болест, исто така со одредени дигестивни пореметувања, бидејќи апсорбцијата на овој витамин да биде намалена, и во тој случај нели ќе треба да се внесува и интрамускулно или интравенски. Храната ја претвора во енергија. Токму поради тоа е многу значаен, а исто така учествува во создавањето на генетски материјал. Така, како што рековме, значи овој витамин е исклучиво важен за организмот и затоа во никој случај не смееме да го изоставиме или да не внимаваме при неговото внесување. Така да мора да комплетно за сите витамини, меѓутоа посебно за B12 витаминот е многу значаен. Така. Со самото тоа што учествува и му помага на имунолошкиот систем, на кој начин им помага и на дијабетичарите? Секако е на дијабетичарите, значи во одржување на нервниот систем, во создавањето на антитела, посебно во овој зимски период каде што имаме зголемени грип настинка, антителата, значи одбранбениот механизам во нашиот организам ќе помогне значи B12 витамин за подобра одбрана од сите овие вируси, настинки и бактерии што ги имаме во овој период. Природниот внес се случува така што се внесува преку храна од животинско потекло. Така, од животинското потекло, значи ние мора да конзумираме препарати, тоа се млечните препарати, како што рековме, исто така препаратите, месото, јајцата, значи рибата, мора да не биде во нашата исхрана редовна. Така. И сега во оваа сезона на грип, на настинки, вие верувам дека топло препорачувате конзумирање на некои од овие витамини? Секако дека Б витамините се многу значајни, како што рековме, за имунитетот, за создавањето на црвените крвни зрнца, за одржување на нервниот систем, за одржување на дигестивниот систем, за доброто варење, кај астматичарите, кај дијабетичарите. А секако би сакала да го потенцирам, бидејќи во пресрет ни иде второто полугодие од оваа учебна година, за сите ученици, студенти, дека Б витамините многу ќе помогнат при помнењето и подобра концентрација. Секако туку и по старата популација Б витамините ќе им помогне за добра состојба на нервниот систем, значи за добро варење, за подобро помнење исто и кај нив при употреба, како што рековме досега, при аналгетици, значи препарати за болка. Секој пат да ги комбинираат со Б витамините, ефектот ќе го имаат многу поголем. Така. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Ви благодарам многу што одвоивте уште еден дел од вашето време и што ни помогнавте да ја обработиме оваа тема. Ми беше задоволство да го споделам своето знаење со гледачите на К3 телевизија. Така, и со пациентите на некој начин, бидејќи дел од твоите пациенти, од твоите аптеки не гледа во моментот.
Тоа би било се за денеска, почитувани гледачи. Се гледаме повторно утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете на каналот на К3 телевизија.